3,5 милиони евра ќе даде државата на Штип, Лозово и Карбинци за да создадат услови за прием на вода од Злетовица. Ова се дел од 5 милиони евра наменети за хидросистемот, кои беа одобрени од страна на владата. Владата на Република Македонија има обезбедено во буџетот на Република Македонија за 2019 година 200 милиона денара или 3,5 милиона евра, а нивната намена ќе биде стриктно за општините Штип, Лозово, Карбинци, за приклучување на хидросистемот Злетовица, за да може да ја користат водата од хидросистем Злетовица и секако за општините Свети Николе, Проби, Штип, за подобрување на... Која од овие три општини колку пари ќе добие е неизвестно и тоа ќе зависи од инвестициите кои треба да ги направат за да ги стават во функција пречистителните станици. Овие пари ќе бидат трошени преку имплементациона единица, која се уште не е формирана, така да кога ќе се формира имплементационата единица, ќе се побарат од сите општини акциони планови, односно што е она што им треба. Да речеме, кај некои општини можеби ќе треба и проектна документација да се изработи или ревизија на постоечката проектна документација, а потоа градба на објекти или прилагодување на пресителната станица во општина Штип. Општина Штип има мали зафати за преадаптација на постојната филтер станица, но во Лозово и Карбинци треба да се градат комплетно нови. Само за Карбинци проценетата вредност е 2,6 милиони евра, а дел од парите веќе се обезбедени и се работи на изработка на документацијата. Извршивме ревизија на постоечката документација за прочистителна станица или фабрика за вода, кој што имаше во самата документација на застарена технологија на прочистување на вода. Сега воведовме нова технологија, тоа е со ултрафилтрација, се со единствена цел водите кои што во изминатиот систем се градеа преку хидросистемот Злетовица да може да ги прифати и општина Карбинци и тие води да ги користиме. Експерти од хидросистемот Злетовица веднаш по божикните празници излегуваат на терен во намера да ја скенираат состојбата во сите овие општини. Инаку хидросистемот Злетовица е пуштен во употреба во 2010 година, а од тогаш нејзините води ги користат само општините Свети Николе и Проби, Штип. Двете добиваат по 50 литри вода во секунда. Од овој систем за 6 општини во регионот се предвидени 900 литри вода во секунда, од кои што најголемиот дел е наменет за Штип.